Добро вечер и добро ни дојдовте во едно малку поопуштено издание на Тунел. Многу луѓе или голем број луѓе имаат свој индивидуално хоби кој може да има па и на крајот на криштата заеднички ангажман. Но многу луѓе имаат и голема љубов и желба пасија кон екстремните спортови, ги практикуваат истите: планинарски велосипедизам, параглайдерство, летање и скокање со бадобрани и останати слични, можеби спортови кои навидум нуркање ни се чинат во моментот не толку привлечни или едноставно заради нивниот екстремизам не ни се толку привлечни, но има луѓе кои со сето срце, душа и од секоја пора го сакаат спортот со кој се занимаваат и буквално е тоа дел од нивниот живот што не го сметаат веќе ниту за хоби. Вечерва на тема велосипедизам со одредени реквизити и со моите драги гости зборуваме во Тунел. Велам добро вечер, добро ни дојдовте. Здраво за Боби. Добро вечер. Повелете. Лазе, добро вечер и за вас. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Ева вака пешки Димитар, добро ни дојдовте. Добро вечер. Повелете, дечки. Но не без придружба на вашите велосипеди. Паркирани до студио. Ете демек до таму оди екстремизмот кога велосипедот е во прашање? Оди. Вечерно реков да отворам оваа тема. Сакаме велосипеди, се возат велосипеди во нашиот ни град и во нашата држава. Имам впечаток дека во последно време се почеста тема или едноставно практикувањето на велосипедот станува веќе се почесто. Иако порано во детските денови имавме нели варијанта малско возење улица, учење тука, возење велосипед, сега тоа малку оди и помасовно. Вие сте исклучителни онакви еклактни примери за тоа колку се сака и колку се живее со велосипед. Так. И сакам вечерва да ми зборувате од вашето лично искуство и за тоа што се преживувате и доживувате со велосипедите. Ајде да започнеме со Лазе, бидејќи гледам дека е многу активен. Федерации споменавме, друштва, организации и така натаму. Од кога датира уствари таа љубов со велосипедот? Кога прв пат научивте да возите велосипед? И кој ве научи? Ме научи мојот постар брат Павле. Касно научив да возам велосипед, на 8 години. Како да кажам, професионално почнав да се занимавам 1991 година, кај што стапи во велосипедскиот клуб Вардар од Скопје. Имаше некоја причина или таа љубов и пасија кон велосипедот тлееше некако низ годините? Па имаше причина. Добив поклон од татко ми, од Полска ми купи убав велосипед, малце поразличен од тие што се возеа во Скопје, во Македонија. И сватив дека точно е наменет за некакви трки, за некакви тренинзи. И се распрашав каде има клуб во Скопје и се така почна. Што е со вашите приказни, дечки? Од кога датира таа љубов кон велосипедот? Јас сме Димитар? аматерски. Не многу долго Дефинитивно години не кажувам. аматерско. Па долго години да, па дефинитивно аматерски Аматерско? на градско возење на точак, се додека не го запознав Лазе. Тоа беше пред едно 7-8 години и од тогаш веќе активно бавење со велосипедизам во смисол на одење на работа, кој што одевме на работа со точак, тоа е една работа, и после почнува едни убави тури што се прават во околината на Скопје во цела Македонија. Дали било тоа посебно за планинските тури. Преубави предели и да вистина го научив Скопје и селото околу Скопје, како се викаат, со велосипед. Да, чисто гледам веќе по Сосема, социјалните да. мрежи, постирање на фотографии од делови од градот, од делови од Македонија, каде не сум ни помислувал дека може да се вози велосипед и тоа убави едни призори такви и си велам види како се освојува и обично се нели напишани нашата убава Македонија, места кои вака не ги знаеме или можеби нема да ги осознаеме. Боби за фанатичното дружење со велосипедот. Не е толку фанатично. Велите, вас ви е нормално тоа што во 4 часот наутро може да треба да стане човек и да си оди со велосипед во секакви услови на работа е? Значи, практикувам секојдневно употреба на велосипед. Значи, одење до работа, евентуално поплавдневни прошетки. Автомобил се користи? Автомобил... Кога се мора, за дестинација? Кога се мора, да, кога се мора. Значи, кога има некои неповолни временски услови. Ама разбрав и дека во зимски услови се вози точак додека се може. Се вози, да. Оваа година, ова фактички сезона, Многу имавме тешки зими. Па и не беше толку многу тешка зимата, него времето беше поволно, па Наистина? не мораше да се прави некаков прекин во целата таа... Оваа зима? Оваа зима, да. Задатно. Многу беше погодно времето, да. Еве го тој екстремизам за кој што зборувам и вие без проблем во сите услови, работа и така натаму не ве колеба она, нели, нема да одам со велосипед, ќе го оставам, ќе земам автомобил или автобус или што и да е, едноставно нема таква, ви доаѓа таква мисла, не? За зимно време зборуваме? Да.
доаѓа. Битно е само да е Нема да е лед. сува, Да, да е апсолутно. сува. И битно е Значи, опремата која што Сега тоа е тоа е уште еден најбитно. момент, да. За опремата е најбитно, нели? Чини ли многу да вложи човек во сето ова за да го практикува и да ужива во истото и во сите временски услови и во секојдневно? Пак треба да кажеме за професионално возење или за обично Па за зборуваме за еве рекреативно вака, Значи, веројатно ја као рекреативец, рекреативец, после ајде, лазење па ти да кажам професионално кажи. професионално, Ајде, може. Значи, дали чини? За летно време не чини, али за зимно време, Ако сакате пошто да јас се- го практицирам велосипедот не само за до работа, во ред ке се облечеме кратко е, не е тоа толку страшно. Крај 15-20 минути секоја дестинација од крај на Скопје до центар или било како или половина сат, што не е многу, али во секој случај за зимно време, за некоја, речем, рекреативна тура до Велешко езеро, до планина, качунување и да така натаму, треба квалитетна зимска опрема, каде што ќе те заштити од ветар, каде што ќе те заштити од студ, каде што ќе бидеш комотен во незе, а сепак стегнат, таа чини. Не е толку ефтино. Да, многу пати ние еве разговараме додека возиме, додека се дружиме на некој начин. Додека може летно време се направи компромис во опремата и во оние на рекреативните тури, за зимската опрема мора да се Квалитетно. Да се квалитетно, вложи. да. Значи, тоа не се некои преголеми, прескапи опреми, меѓутоа не се професионални опреми, меѓутоа треба да заштитат, како што кажа така. А ласа за професионално може да се каже. Лазе, ќе спомне. Види се и професионално, ама и аматерски, и рекреативно, Да. да извозиш денеска градска вожна 40 км на температура од 0 или 5 степени или -2, -3 или на некој Или на тренинг некој да ветар. отидеш, опремата, кај што мислам дека најефтино можеш да поминеш, а тоа збориме за зимски ракавици, хеланки, термохеланки тоа се, за минусни температури, за термојакна и капа се негде Без 20.000 денари. 20.000 денари. Значи таа опрема е залепена до нас, тенка е, нема потреба да носиме големи јакни, некои Да. монтки или така натака. Значи ова е опрема каде што додека возиме, додека човекот нешто работи, се движи, воопште не ти е ладно. Веројатно ви дозволува да уживате буквално во возењето. Комплет. Да не ви биде оптеретување. Ајде да зборуваме тогаш и за оние тури кои се прават малку подалечни. Ги споменавте вие, Лазе, пред да почнеме со снимањето, дека има тури кои се прават низ Македонија, кои се организираат. Да, во моментот, вака ќе кажам, последниве 3 години голем замав зема велосипедизмот. Збориме за рекреативниот велосипедизам во Македонија. Од 2004 година наому почна да се организираат тури во Скопје. Малце почна и во другите градови, претежно почна све од Скопје. Тогаш се собиравме максимум до 20 велосипедисти. Збориме и машки и женски. Последниве 3 години се организираат неколку тури, значи се случува во Скопје да има 3-4 организирани тури и на тие 3-4 тури има по 300 односно све заедно 300 велосипедисти. Зборам само за Скопје. Истото тоа, пошто имаме доста пријатели, нели, низ Фејсбукот ги пратиме низ цела Македонија и тамо се организираат. Значи во недела, ден како недела во Македонија се 600-700 велосипедисти кои што возат. Одлично. Тоа е една убава бројка, Збориме за мотивирачка вака. рекреативните велосипедисти и надпреварувачите што се лицензирани велосипедисти кои возат по активниве клубови низ Македонија, има плюс некои 70-80 велосипедисти. Вие кога научивте да возите велосипед? И кој ве научи? Јас мислам дека сам се научив на едно малецко точаче, кој што брзо го заменив со легендарниот пони. Да. Така да Чувате некои од тие велосипеди, го споменавте понито, нели, како што обично оние кои ги сакаат моторите па имаат колекции и така натаму, што велиме custom made, тако е нешто и така натаму, ви стои некаде паркирано во гаража или си велите ова беше мојата прва љубов, но ова се научив да возам, па не го давам, или генерации ќе учат на него или? Многу одамна било тоа, меѓутоа мене ми е криво што еден рок сениор од моите тинејџерски денови, што во бедни моменти кога не бев толку загреан, да кажам, за велосипедизмот, го морав да го продадам, да го отуѓам. А што не сте го Ете задржав? што не го задржав. Не морал, него му било вишок. Димитар? Сеќавате на тие? Како не? Малечки бевме тогаш, исто научив што вика Боби на мало точаче и после пони класика.
па умало немавме сите точаци, па дај едно кругче, па трчање по еден точак, повеќе деца трчавме, па возење. Убаво. Се менуваат ли сега времињата? Сакаат ли, имате чувство дека децата повторно го живеат тој филм на... Да. Јас се кампувам, да речеме, и посебно таму во камп сите сме со точаци, за обични работи се купи леб, да се прошет од една плажа до друга плажа, децата од приколка до плажа идат со точаци, така да активно секаде. Што значи велосипедизмот како животна филозофија? Слобода. Фрида. Слобода. Релаксација. Лазане Шилака многу ми размислам. Велосипедизам како велосипедизам голема појава е. Некој го користи за превозно средство. Некој за надпревар, некој за тренинг, некој да си заврши работа, да избега од гужвите. Како да е, велосипедизмот е одличен спорт. Средство. Е одличен спорт велосипедизмот. Да, тоа да, како може сега да речем, да. Средство. И мислам дека е најдобриот кардио спорт од сите спортови. Да не збориме за сите што се заболени и што имаат проблеми со колена, обавезно ги упатуваат да возат велосипед. И подобро да од диазепам стопат. Како да е, велосипедот, откако се залюби во велосипедот, никогаш мислам дека нема да се откачам од велосипедизам. Како прво, кога возам со роуд байк, збориме со овие тенкиве гуми, се прават големи дестинации и голема брзина, али е малце нема некоја динамика. Додека кога прв пат се запознав 2000 година со активно со планинскиот велосипедизам, тука више има голема динамика. Можеш да идеш сам на планина, да поминеш 60-70 километри, а да не ти е досадно. А не ве плаши тој момент или тука е тој екстремизам, условно речено? Високи предели, планини, велосипед. Па не е толку страшно. Еве да речеме, јас сум повеќе приврзаник на друмскиот велосипедизам. Значи возам исклучиво велосипед по асфалт. Значи не го толку не ве привлекува можеби. Па можеби не сум стигнал до тоа ниво. Во секој случај има разлика, споменавте еве и во точаците. Сега вие пред малку Ладен спомена за разлика во гумиво, за разлика, односно споменавте неколку типа на велосипед. А заборев да го спомнам и екстремниот велосипедизам, тој што е даунхил, каде што е сега Скопјани може да уживаат во новата жичара, се качуваш со жичара и надоле само се спушташ, што тоа е само спуст, даунхил. Значи тука има ептен голема убавина и адреналин. Значи порано се занимава со... Го правите тоа, се го направиле? Мене ми е страх. Не. Порано да, имавме клуб, активно возем, идевме по трки. Сега малце замре тој даунхил, има пак некои деца така рекреативно што се занимаваат. У секој случај не може како што треба, затоа што немаме официјално патека за даунхил, за спуст во Скопје. Има многу бунтување со планинарите. Пак ќе кажам, си го бранам велосипедизмот, јас сум присутен на водно, како сите планинари, во моментот, секој викенд и сабота и недела, можам да кажам дека има повеќе велосипедисти на водно, него планинари. Има преку 70 патчиња на водно, ниедна не е доделена на велосипедистите. Има проблем, Овој проблем е многу одамна, не е од сега. Ние сме организирали трки, па имавме проблеми доста со планинарите. Сакам да кажам, Скопјани немаат кај да возат, мора да идат по други планини, Скопска Црна Гора, Караџица, Китка, Жеден, било која друга планина, затоа што на водно е тесно. Или треба да ни се додели некоја стаза за рекреативно и професионално возење, една-две стази. Боби спомена за друмското возење и љубител на, велиме нели, асфалтот и велосипедот во комбинација. Имаме ли сообраќајна култура за возење велосипед? И едните и другите, велосипедистите зборувам, па и останатите учесници во сообраќајот. Сообраќајна култура можам да кажам дека драстично се подобрува во последниве неколку години. Значи со самиот како да кажам тренд на велосипедизмот во секој, како да кажам, во секоја сфера. Во секоја сфера на живењето. Веќе помалце луѓето знаат да свират пред позади велосипедист, да го почекуваат дали има предност или нема предност, или сепак
велосипедистот е некој кој што се движи на две тркала. Апсолутно. Они се во своето возило и можат да изреагираат на како да кажам, посигурни да бидат на крајот на краиштата. Сепак малку е поризично возењето што велите на две тркала, во сообраќај таков, во тие гужви отколку во автомобилите. Па треба да се има разбирање веројатно и едноставно култура на почит на и културата и помеѓу самите, значи велосипедисти, значи се повеќе и повеќе има луѓе кои што ќе излезат, ќе се прошетаат, па ќе ги користат патеките или ќе користат, ќе ги почитуваат, значи сообраќајните правила и прописи, а не да лудуваат. Често сум сведоки на стазите на, нели, покрај Кеј, кога има караници со пешаците и велосипедистите, не тие место, тие па си вел. Кому му е место, каде му е место, ама гори има патека, веројатно. Покрај Вардар, да речеме на велосипедската патека, луѓето трчаат или возат колички, што генерално не би требало и не е местото, односно да. Тоа треба малце да се искоригира. Овде имам патеки. Ова се специјални и сега сакате да ми кажете дека одите на работа. Се облакувате вака, се подготвувате, не, овие се тие специјалните за возење. Овие се специјални за возење на тренинг, на трка, кога се оди, нели, поубаво, полесно ти биде возењето. Добра, да биде поголемо уживањето веројатно. Да. И викенд турите. И перформансите се подобри со ова, се осеќаат и перформансите. Или порано сите ќе купиат велосипед и ќе да возат, више не е така. Тоа сега да речем, нели не размислуваш на опремата и на чевлите патиките, го имам велосипедот и тренувам да возам и толку е. Сега велосипедизмот стана тој од секојаш е шминкерски спорт. Нели секој сака да си има убави, збориме за професионалците, ракавици, наочарчиња, чорапче, дресче, горен, долен дрес, кацига. Тоа рекреативците не го практикува. Сега во поново време рекреативците имаат поубава опрема од професионалците. А тоа целата слика, па тоа ако се објави фотографија на Facebook и слично, треба да е комплетна. Во секој случај ги поддржувам тие што идат на тренинг, рекреативно или професионално, да си носат кацига. Не зборам за градска вожња, низ град нема потреба се вози кацига, али за официјално излагање, нели, на тренинг возење треба да си има кацига. А заморува ли тоа кога треба да одите на работа? Одите облечени како за на работа, така, па тоа менување облека или треба или не? Имам друга облека на работа, така да од тој аспект сум растоварен, да. Јас имам калници на велосипедот, така да заштитен сум. Заштитен сум горе-доле. Си возиш со поумерено темпот нормално, за човек да не се испоти или нешто, иначе нема проблем. Не е страшно. Го споменавте вие вашето семејство, децата и така натаму. Сакате да ја пренесувате или едноставно гледате кога веќе некој во семејството е пофанатичен или го има велосипедот како превозно средство и воопшто има љубов и гаи една врска со велосипедот, некако логично и се пренесува. Или треба да се Сопругата заедно си идеме на водно. Сите моторизирани? Да. Кај мене не сопругата, меѓутоа помалата керка, неполни 10 години, она веќе прашува кога со мене ќе дојде во сабота или во недела да се извозиме на голема тура и да дошла со мене. Видете како тоа. Тоа е веќе пренесено. Да, тоа е да. Лазар, кога зборуваме за професионалното спортување или велосипедот, кои се опции овде кај нас ги имаме? Често одите надвор, патувате, имате ли некои контакти со други можеби клубови кои се надвор од Македонија, што се случува? Бидејќи некако како слабо да би се пласирани медиумски овие информации. Да, тоа е тоа. Жално е што голем замав зема рекреативниот велосипедизам. Например, јас лично организирам рекреативни тури, каде што присуствуваат преку 100 велосипедисти. Први наменски за да ги научам како се вози во група, во сообраќај, претходно што го зборевте, зашто исто не се сложам дека само велосипедистите се во право, а не овие луѓе, а не другиве со автомобиливе. Значи први ги организираме тие тури за да бидеме помасовни, да кажеме дека има доста велосипедисти во Скопје, и најбитно е за да излезат некои дечиња што ќе сака да се зачленат во некаков клуб. Во било кој клуб. Има 40 активни клубови во Македонија. Ни фалат во Велосипедска федерација дечиња, каде што одат по други спортови, али веќе 2 години нашава федерација активно работи со 30 мали деца, каде што им поклонивме 30 велосипеди, 30 комплети дресови, каде што родителите нема потреба да се пипат за нивниот новчаник. Иде потешко. Професионален велосипедизам не е толку обичен велосипедизам. Рекреативно возење е едно, професионално е друго. Старт и цел е опасна работа.
Имаме надпревари во Македонија, 40 надпревари се за роуд байк и за маунтин байк заедно по 20 трки, ги ускладуваме така да не се покриваат една со друга. Излагаме надвори како репрезентација, имаме 2 репрезентации за роуд байк и за маунтин байк. Излагаме надвор од Македонија, имаме добри резултати, посебно имаме подобар резултат во планинскиот велосипедизам. Пошто пак ова е индивидуален спорт. Имаме екипно возење, али пак е индивидуален и е доста тежок. Кои се дестинации вака низ Македонија провокативни? Освоени за освојување и... Околу Скопје, Има? па да. Еве да речеме Скопска, Црна Гора, Рамно, Водно веќе. Усвоено. Усвоено. Освоено и усвоено. Околу Скопје, значи поблиските градови, значи сите, Велес, Тетово, Куманово, Свети Николе. Сте ги возеле? Да. Лешочки манастир, Беловишки водопади, Попова шапка. Од Што се ви Скопје тргнување. Сакам да кажам, значи, освен што си возиме вака рекреативно, имаме веќе препознаени големи настани, маратони, официјални, кои што се со традиција веќе 5, 6 до 7 години наназад. Сега организатори се и други градови од Македонија, значи не сме само ние. Еве сега прв главен настан ќе ни биде 14 јуни е Маврово Лазарополе, голем круг. Наша организација, да, Шарски води јули месец се вози. Наша организација е Попова шапка последниот викенд во август. Значи тоа се познати настани кај што се собираат 300, 400, 500, можеби оваа година ќе биде и повеќе велосипедисти. Тоа се во 3 дена како аутдор фестивали, има планинско трчање, планински велосипедизам, планинска трка, секој може да се пронајде таму. Се кампува со шатори, хотели, коли, било како. Има ивенти, музики, се. Музика, диџеј, Може ли да бендови. имаме ние Тур де Франс? Имаме Тур де Македонија, има, секоја година се вози. Пак се тоа многу големи скапи трки, каде што мислам дека треба да застане некој позив Велосипедска федерација. Не може Велосипедска федерација да организира таков настан, затоа што многу кошта. Мислам дека најбој е некој да застане од влада, од држава, од големи спонзори, да. Пак се тоа се настани за промоција на Македонија, каде што Турција последниве 3-4 години инвестира по 4 милиони евра и се прикажуваат убавините на Турција на Юроспорт. Оваа година почна Хрватска. Тоа се трки календари каде што доаѓаат надпреварувачи од цел свет. Се прикажува трката на Юроспорт и убавината на Македонија, туризам, тоа е више туризам. Тоа ми е исклучително така Во моментот фанатично. оди трката низ Италија, значи Джиро d'Italia. Джиро d'Италија. Во последните неколку години со такво медиумско покривање, тие се претворени во туристички разгледници. Истото ќе го потврдам Лазе, значи Турција сите минатата година, значи како идеа етапите, тоа беа 7 или 8 етапи, тие беа сите туристички места, почнувајќи од Анталија, преку Бодрум и завршија во, мислам дека беше во Измир. Аха, баш буквално на туристичка дестинација. Да. За туризмот. Меѓутоа, ако станува збор дали некој пат ние ќе имаме, ние сме многу далеку од тој тип на организација, меѓутоа мора од некаде да се почне. Почнуваат со планинскиот велосипедизам. Веше имаме пријатели, има туристичка агенција и носи многу луѓе од Израел, каде што слетуваат, пошто има директна линија Израел-Софија, Софија ги пречекува со приколка со едно 20 или 30 велосипеди спремани да ги транспортира наваму. И возат, посебно возат, каде возат? Обично возат Беровски од крај еден ден, од Скопје се префрлуваат после Попова шапка, Маврово, Галичица, Охрид. Вие сте били на дестинации надвор од Македонија за возење? Некои провокативни, може би Лазе најмногу. Да, имам. Јас возам сегда низ Балканот. Најубаво возење имав во Австрија и во Шпанија, али на Балканот сегда имам возено. Грција, Бугарија, Србија, сите овие држави тука, Хрватска, Словенија. Ако збориме за овде и туристички, како што споменавте, фамилиарно, манастири споменавме и близина некои градови, што ви треба? Што земате, со што тргнувате, без што не сме да се тргне на велосипед? Треба енергија, тоа си треба, вода и енергија треба се земе. Има врска храната. Енергетски дуручек, некој енергетски бар од Сабајле, банана обавезно и сето тоа уште еднаш за во текот на
на возењето барем по, да речеме, 40 од 50 километар. Да, јаглени хидрати треба за време на возење, за давање на енергија, течност обавезно, за рехидрација и умереност сепак. Така да Умереноста добро како да апсолутно не е потребно во ние, се, ние така како и рекреативци дефинитивно умереноста. Збориме рекреативно, да. Да, за лазеве не го прашуваме, да. тој веројатно има друго видување на нешто со Сосема друга една апсолутно димензија. друго. Али треба, значи не е она сега ќе слабен, ќе возам точак и ќе возам сега до Велешко, ја така сум правил исто. До Велешко езеро и ништо не пијам. Осто пијам, ама ништо не јадам. Враќањето е потешко. Така? Тешко. За И слабење, за доволно е одржување сосема на ова стварно едно имаме. чоколадце да земе човек една бедера мала или било што, го подига Да биде човек покриен. да може да и енергија му дава да продолжи. Кога професионално лазе има некои тертипи на подготовки од типот на тренинзи, други кои се потребни за да се издржи храна. И овдека, значи во професионалниот велосипедизам исто и храната игра голема улога, али највеќе е тренингот, нели? Без тренинг не можеш ништо да направиш. Храната може да ти помогне малце, али не и да победиш. Треба многу труд. Велосипедизмот е таква спорт кај што треба да се откажеш од многу работи за да бидеш прв. Не само велосипедизам, и било што во животот, за да бидеш број 1 треба откажување. Вистина е Односно дека голема жртва да си. посебна љубов се раѓа кога онака сериозно ќе се врзите за велосипедот и една нераскинлива врска која тешко потоа да кажете не. Па еве, јас да речеме од мене, јас ќе се навратам преска дали самиот велосипед делува, има импликации. Точно, мене како некоја терапија ми е низ гужвата во Скопје, со точак стигнувам од едно место до друго многу побрзо, отколку Без што... цовки, без препатување, без нервоза, чека, ништо. Апсолутно, да. И после рекреативна тура си антистрес, комплетно убаво исполнет. Значи ли нема тогаш практикување алкохол, онака за пивање на ливада некоја кога ќе стасите на одредена дестинација или има? Добро, како добар рекавери, добро. Па ќе се одспиеме на тура, па ќе се вратиме назад. Едно пиво е добро после да речеме добро возење, меѓутоа дозволено е до едно. Сите тури што ги правиме, почетните тури од март месец кој ќе почнеме до мај, се долги по 100 километри, али се рамничарски, значи немаме никакви горници, никакви брда. Брдските се по 5-6 километри. Са тие по 100 километри тури што се, после секој некои 10-15 километри застануваме да се групираме, нели? Групата ќе се радеше 100 велосипедисти. И тука имаме бонжита пауза, ги викам тие сендвиче, сокче. Кога ќе стигнеме до одредена дестинација, пример Скопје, Велешко езеро и назад, во Велешко езеро правиме главен ручек. Некој јаде салата, некој пивце, некој помфрит, некој јаде. И за назад пак исто, значи возиме груп. Има луѓе што не се доволно спремни, а ќе извозат 100 километри. И им е чудно како е тоа можно. Тоа за нив е проект. Сами да тргнат до Велес и назад е дестинација 100 километри. Вака во група е сега ќе се чувствуваат безбедни, повеќето 60%, 70% веќе знаат да си го средат велосипедот, ако им се дупне гума, да заменат гума и така натака. Тие другите што не знаат, овдека се сигурни. Треба да сте од тој поддршка. аспект спремни. Тргнувате дестинација, се случува се, како со автомобилот на крајот на краиштата. Треба. Ако не сте во некоја поголемо друштво, група, колку се Јас си смелува научив. човек или треба да се... Аха, тоа е Си вежба, научи затоа што порано како ќе нема, ама тргнете. бев свесен дека мора да научам и си научи. Значи барем оно основното што е менување на гума, Ви кочница, се случиле такви ситуации кои се онакви гав во досегашното искуство со практикување на велосипед и никогаш нема да ги заборавите? Јас Ја од Кокино. Мене ми се случи, бевме до Кокини назад на враќање, стариот пат Куманово Скопје, веќе 6,5-7, ми се дупна гума, да смена гумата, моја грешка, земав новата надворешна гума. Таа има така специјално тенко вентилче и на таа втората истото го свиткав. Групата веќе ми помина, викам нема проблем. И сега може да правам да лепам, ама ваќаше веќе темница, а некако и те беше баш многу пријатно времето, некој време беше ноември, не е важно. И на крај се јавив, повикај пријател, дојдете земете, ти готов, значи. Ако нема така повеќе си за пријател, исто, тоа ќе биде страшно. да, мене ми се исто, ми се има случајно, значи дупната гума, меѓутоа по промената гледам дека пумпата е нефункционална, што ја носам со мене и тоа е. Има, тоа се случи. Меѓутоа поминуваат возила, па ќе се побара помош. Добре, што не било негде кај што... во планина, Ако на во да, планина планина... е повише. Тоа сега да речем, Лазе? Па ништо на планина, би требало. што и да се случи, чим си на планина мора да се симнеш доле. Значи, Некако да ќе се симнеш. се симнеш доле.
Сакав да спомнам дека освен овие дневните тури што ги правиме, односно најчесто за викенд, секоја среда организираме ноќно возење до крстот на Водно. Одлично. Значи секоја среда се собираме од 8 часот, има и други групи. Рекреативци доаѓаат, така? Да, доста Рекреативци, доаѓаат рекреативци. Сиде сме со светла, сиде се со кациги, сиде се со ракавици, сиде се безбедно облечени. Значи тоа ни стана сега тренд, веќе неколку години наназад. Секоја среда се качуваме на Водно навечер. И после надоле се спуштаме со светла. Со пеење. Да, со пеење. Минатата година ни текна некоја идеја, направивме байк снег, се собравме 115 велосипедисти и да речеме 80% прв пат ги видов луѓе што доа таму и имавме време од крстот до Средно Водно да ги научам да возат еден позади друг, секој да му свети на тој пред него, затоа што најмивме дрон да не снима на потегот помеѓу Средно Водно и доле и панорама, за да изгледаме како змија и тоа успеа баш така како што сакаме. Значи 115 велосипедисти се 3-4 тие кривини првите, голема, скоро километар и нешто беше, и одгоре кога не снима беше како змија што се движи. Байк снег. Летно време се движите на високи температури и гледате да ги избегнете периодите кога навистина се исклучително екстремно високи температури, или немате ни од тоа проблем? Јас практикувам малце порано, значи летно време, збориме за рекреативните тури, сабота и недела. Малце порано да се тргне на што се вика на пат, повеќе вода, значи повеќе од едно шише вода со себе и некаде докај 12 значи најжешкото да се избегнува. Ако дозволи, да речеме, дестинацијата која што баш за тогаш сме одбрали. Има ли возраст која може да кажеме дека е таргетна група на луѓе кои треба или се поактивни, бидејќи имам еден пример сега пред малку пред да влеземе на снимањето, го споменавте, што вака пријатно ми изненади за вашата нова пријателка веројатно, која е љубител на велосипед. Како беше баба? Да, завчера се запознав со баба Ружа. Баба Ружа е од Прилеп, дојде на 63-та година после земјотресот во Скопје и мене ме представија во тоа друштво како велосипедиста и она ми спомна дека скоро секој ден вози на 81 година од Рачево до Скопје и нас. Со велосипед. Со велосипед, да. Браво за баба Ружа, сакам во оваа прилика да поздравам, ова е пример за почит. И тоа сакав да споменам, колку има ли, може ли да се каже дека има граници, или човекот треба да е витален, да се чувствува дека е способен и нема никаков проблем со практикување. За велосипедизам нема никаква граница. Само Особено треба нели со луѓе веќе во години да не форсираат, да не се оптеретат. Дали кога одите на подалечни тури од овие имате лица кои се медицински со вас или? Па имаме имаме луѓе што или доктори, докторки или луѓе што имаат завршено односно курс некој Црвен крст и така натака, брза помош, прва помош, ама како и да е, и тие се велосипедисти, нели учествуваат и возат со нас. Добро, се случува, не викам дека не се случува. Треба многу да се внимава кога се вози во група. Тоа е поентата, да ги научиме луѓето да возат малце по квалитетно возење да има, да имаме ли држат линија. квалитетни улици за возење велосипед, бидејќи вие сте секојдневно по улиците? Има напредок сега, да не бидеме. Има напредок, да не бидеме, мислам, да. Новите улици се окей, мислам, за возење, да, за движење. Тротоарите се релативно добро и обележани. За низ центар зборуваме. За низ центар, да. Ако ви дадат вака да бирате автомобил, велосипед, подарок. Велосипед. Подарок. Велосипед. Искрени. Лаза нешто ми се смешка сомнително. Зависи за каков Ферари. автомобил. Или сите си ги имаш за дома, каков велосипед. Не, за каков Јас велосипед? веќе имам убави велосипеди, возам убави велосипеди, Имате колекција? добам, да, За велосипеди, бидејќи? имам велосипед на асфалт, велосипед за спуст, нели за даунхил, екстремно, велосипед. Поентата е што секоја година викам доста да прекинам крај никако, значи нон-стоп си купам нови делчиња, нови велосипеди. Зависно сериозна, кога тешко да се каже доста. Доста е стандардот само, иначе нема проблем со доста. Али во секој случај треба велосипед за планина, еден велосипед за, да речеме, за рекреативна подолга тура. За Може и со еден велосипед сето ова да се извози, али комфортот е друг. Друг, концептот е друг. Може, секој може зина да извози и да се мачи и така натака. Секој велосипед си има своја намена. Собираме пријатели сега за Охри да возиме, нели, преку Дебар.
Ке возите со велосипеди? Да, за еден. Сам тој традиционално Различни се се точаците, организира. да речеме, за градското, за урбаното возење, кое што е Да. нели со Транспорт. Кратка, километража, транспорт, а друго е, значи, она подолгото кога се излегува надвор од Скопје и кога бара и Имате, комфорт. да. Што имате чувство дека добивате еве со возењето велосипед? Може би бисте го изгубили или бисте го пропуштили ако еве не. Шизите. Не, дружбата. Физици. Ја да речеме дружбата. И тоа меѓугенерацијска дружба. Сосем равноправно се дружам со, така ми се годините, со помлади многу од мене. Убав однос има, пристоен однос. Многу убави луѓе се запознав сега задниве 5-6 години. Убав свет, да. Убав свет доаѓа. Турите. Позитивен свет. Значи немаме разговори за овие актуелни теми или за било што. Баш буквално сме со онака убаво релаксирани, убава природа гледаме. И си доаѓаме исполнити дома. Сега таа убавина од такви гледки во Има, природа има. и слично вие сега да ја упропастите со нема актуелни случувања, муабетите, нема апсолутно муабети, не. такви нема, баш буквално си надвор од реалноста што ме обкружува во моментот. И Убаво, што- значи си денот, имате вие најдено лексилиум. Да, да. Денот кога сме извозеле добра тура, сме задоволни до крај на ден и нема веќе ништо што би не Изреметило и изадило од изреметило. колосек. Апсолутно. И семејството исто така е задоволно. Сите се мирни Сите дома, се мирни. никој не е нервозен. Дечки, ви благодарам за пренесувањето на овие информации од најпрва рака. Таа ваша љубов и поврзана со велосипедот, веројатно успеавме делумно и да ја пренесеме, иако вака преку малите екраните, таа реченица ми е омилена. Верувам дека, како што рече Лазе, имам чувство дека нештата се предвижуваат кога овој спорт е во прашање, било да е само за и рекреативно, но и за малку посериозно занимавање со велосипед и некако ми личи дека добиваме една таква слика во градот на култура спортска во смисла на почитување на велосипедизмот, практикување на истиот и така натаму. Би сакала истата култура да имаме кога одите некаде надвор, тоа рентање на велосипеди од најмал проблем и го практикуваат често туристите да биде. И кај нас приказната таква, знам дека има опција нели во центарот на градот, се возат, се изнаемуваат и со некои приказни, снимки, нови етапи и тури кои имате да си ги освоите. Имате сега нешто, би спомнавте само Охрид, друго кој е предизвик сега за Кусо? Па не, секој викенд си има некаква тура, али главните настани се Маријово, Шапка, Ви што ги спомнавте. Богомила, Маврово, тоа се некои големи. Струга имаат, но Битолчани се ќе организираат Плачковица, нова тура. Плачковица заборавивме многу во убава Радовиш. турист, да. Значи веќе станува ептен тренд велосипедизма. Сваќа луѓето дека се не може без велосипед. Малце касниме, Ама не е малце проблем. касниме. Битно свативме. Ама ја идеме по нагорна линија. И со туризмот исто, доаѓаат странци. Се поише и поише. Ај си Мислам дека правите тоа е уште едно голем добро дело потенцијал. за вашето здравје, што велите. Прво од тука да тргнеме, па потоа сите благодети кои следуваат, дружбите, убавините кои ги доживуваат, здравјето пред се. Драги мои, здрави живи. Верувам дека ако не сте толку пасионирани возачи на велосипед, ќе станете по оваа емисија. Успеавме да можеби еве вака малку ја разбудиме љубопитноста кај вас кога велосипедот е во прашање, па и да пробате утре да заминете на работа, па и како Боби да станете во 4 часот наутро и да тргнете без никаков проблем, сметајќи го тоа за сосема нормално. Успешни понатаму трки, професионални, освојување на многу големи планини, врвови, што и да е, Лазе. И Димитар, ви благодарам за вашата исто така партиципација денес во емисијата за овие урбани градски приказни кои ги споделивме со гледачите во Тунел. Ви благодарам. Благодарам и на вас.